ова издание. Украина ги поздрави санкциите поставени спрема Русија. А како е на теренот? Од прва рака искуство на гранатирање во градче на пограничната линија. Од просперитетен живот во Белорусија до баратели на азил во САД, што ги тера луѓето на ваков чекор? Ке ви кажеме. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски, а јас сум Лилица Китановска. Украина денеска ги поздрави санкциите спрема Русија, но побара повеќе и брзо, за да се запре рускиот претседател Владимир Путин од натамошна агресија. САД, Европската Унија, Канада, Британија и Германија вчера презедоа акции, но ветија повеќе санкции доколку Русија оди понатамо. Австралија додаде санкции денеска кои таргетираат поединци, додека Јапонија замрзне имот за некои руси и забрани издавање руски обврзници во Јапонија. Украинската армија соопшти дека еден војник загинал во гранатирање од страна на руските сепаратисти во регионот на Луганск и ранети 6 други биле. Украинскиот претседател Владимир Зеленски подпиша наредба за повикување на резервисти, но високи опозицијски пратеници и поранешни министри стравуваат дека земјата е лошо подготвена за војна со Русија. Бајден вчера ја отсече руската влада од меѓународно финансирање и постави санкции на две големи банки заради флагрантно кршење на меѓународното право. Украинските позиции во источна Украина продолжуваат да се мета на гранатирање од окупираните територии. Многу од жртвите се локални цивили. Ова извештај е од Луганск. Ова е без преседан. Имаше битки, имаше и некои експлозии, но сега мета се куќи. Многу е страшно. Жителката на Новотошковске, Галина, вели дека со низиниот сопруг гледале филм кога одекнала експлозија пред низините прозорци. Ударила, так. Силно удри. Куќата се тресеше. Не можевме ни да слушнеме како се кршат прозорците, бидејќи звукот беше заглушувачки. Ударот беше мощно силен. Тоа го направија за да се исклучи стамбената област од струја и вода со помош на минофрлачки оган, но и артилериско оружје. Една локална жена претрпе потрес на мозокот. Таа беше хоспитализирана. Група доброволци дојдоа да ја проценат штетата предизвикана од гранатирањето. Оштетена електричната мрежа, уништени се трафостаница и две куќи. 5 останаа без сите прозорци. Не е лесно да се стаса до Новотошкивске. Патиштата околу селото, кои беа користени за транспорт на залихи и муниција до блиската линија на фронтот, се гранатирани од окупираната територија. Буквално совершено случајно мы услышали што слушнавме како експлодира проектил зад нашиот автомобил. Брзо реагиравме и го напуштивме местото на настанот. Украинските сили во оваа област се подоган од почетокот на минатиот четврток. Во понеделникот сепаратистите поддржани од Русија отворија оган дури 4 пати. Ложат, выбираат. Постојано стрелаат. Метите се прецизни. Нивната опрема е одлична. Тие работат со напредна технологија. Ситуацијата се интензивира, пострашно е порано. А 8 години по насилните демонстрации во Украина, што доведоа до пад на тогашната влада, поддржана од Русија, активистите во Киев го одбележаа настанот. За ова е следниот прилог. Во 2013 и 2014 демонстрантите се собираа со месеци пред да уследат насилни протести со епилог од над 100 загинати и пат на тогашната влада поддржана од Русија. За револуцијата на достоинството или револуција на Мајдан, активистите се навраќаат дека жртвувањето се исплатило. По револуцијата на достоинството се формира активно граѓанско општество. Нашите права сега се заштитени со закон. Никој не тапси за изнесување мислење. На споменикот во близина на местото на репресијата 2014, локалците велат дека граничните тензии и спорадичните судири долго време се закана. Но со оглед на тоа што руските сили сега ја обкружуваат Украина, има зголемено насилство последниве денови, стравот и натаму е присутен. Напевно, мозок адаптовується до... Се прилагодивме на стравот, затоа што не можете да живеете во терор. Се навикнавме на ситуацијата, но на вести имаше напад на градинка. Имам син на таа возраст и сега се плашам. Во меѓувреме на улиците на Киев владее очигледен наплив на патриотизам. Некои локални жители велат дека ментално се подготвуваат за она што според аналитичарите
би можело да стане најопасниот конфликт во Европа од Втората светска војна. Все може бути насправді. Се е можно. Сега подготвуваат акција против нас, но и ние сме поподготвени од 2014 година. Илчак вели дека учествувал во бунтот 2014 и бил горд кога демонстрантите не отстапиле. Но, вели тој, ако Украина биде нападната од Русија, оваа суперсила нема да може да се одврати во намерите без меѓународната поддршка. Континуираното задушување на продемократските активисти по председателските избори во 2020 година во Белорусија поттикна голем бран политички баратели на азил. Приказната на едно семејство сега населено во САД по предложение. Зборувајќи за гласот на Америка во неговиот стан во Њујорк, 34-годишниот Димитри Савченко се присетува на просперитетниот живот што некогаш го имал. Во Белорусија имавме се. Мојата сопруга имаше неколку кафулиња. Самиот имав 2 бизниси, недвишен имот, стан, автомобил. Сето тоа беше доведено во опасност кога аполитичниот бизнисмен одлучи да се регистрира како независен наблюдувач за председателските избори во земјата во 2020 година. Откако забележа бројни неправилности во неговата област и виде дека полицијата ги напаѓа мирните демонстранти по изборите кои надворешните наблюдувачи ги нарекоа недемократски, на Савченко му беше доста. Для себя решил, что я неважно где. Решив дека ќе ги изведам пред лицето на правдата каде и да сум. Тој ги испрати инкриминирачките докази до Бајпол, независен синдикат на белоруски поранешни безбедносни офицери кои водат регистар на злосторства извршени од режимот на Лукашенко. Репресијата на државата најде на меѓународна осуда, но Савченко вели дека властите продолжиле методично да ги таргетираат критичарите во граѓанското општество и независните медиуми. И постепенно они... Полека, но сигурно стигнаа до луѓето кои беа наблюдувачи на изборите. Со денови бил малтретиран, па приведен и тепан од полицијата. Тој вели дека властите му се заканувале дека неговиот 5-годишен син ќе го испратат во сиропиталиште. Перед нами стал выбор, либо... Бевме соочени со дилема. Или одете во затвор, или бегајте, сокрите се во друга земја. Тие побегна, се до Мексико Сити, па до Тихуана, па до САД, каде што бараат политички азил. Адвокатите за имиграција велат дека има многу други како семејството Савченко. Видовме голем број од овие случаи, големо зголемување на бројот на случаи кои доаѓаат конкретно од Белорусија. Гласот на Америка разговараше со неколку белоруски баратели на азил кои пристигнаа во САД од јужната граница по постизборната акција. Сите тие зборуваа за заплашување, приведување и тепање од страна на полицијата. Американските податоци од царината и граничната заштита покажуваат постојан пораст на бројот на средби со белоруски мигранти од страна на службениците на југозападната граница од октомври 2020 до септември 2021 година. Савченко вели дека причината поради која ги избрал САД наместо Европа е безбедноста. В странах соседних... Постои мрежа на руски и белоруски агенти кои се активни во соседните земји на Белорусија, како и во некои земји од Европската унија. Белоруски официјални лица принудија цивилен лет на Ryanair да слета во Минск минатата година за да уапсат опозицијски блогер. Друг прогонет белоруски активист беше пронајден обесен во парк во близина на неговиот дом во Киев, случај кој се смета за уште една жртва на тајните служби на Минск. Во најголем дел тие веројатно се безбедни кога патуваат во Европа, но не е ирационално да постои загриженост за руските и белоруските безбедносни служби. Со оглед на тоа што руските трупи сега се собираат во Белорусија и повеќе на границата со Украина, експертите гледаат дека авторитарните лидери во регионот стануваат се поколаборативни, ставајќи ги нивните критичари под зголемен ризик. Од репресијата на Лукашенко во последната година или нешто повеќе, тој ќе бара повеќе можности да му помогне на Путин, а Путин ќе бара средства да работи со белорусите на овие прашања. Дмитрий Савченко се прилагодува на животот во бегство. Експертите велат дека дали некој активист е во опасност зависи од тоа колку високо е неговото име на листата на приоритети на белоруската КГБ, но тоа е игра со погодување што никој на списокот не сака да ја игра. И тоа е се за оваа емисија. Пријатно!